Изнегува Африм Гаши да даде заклетва. За прв пат во историја на независна Македонија, за прв пат во историја на Македонија, заклетвата во собранието председателот ја дава на друг јазик од македонскиот јазик. Добро. Значи укинување на македонскиот јазик? Не. Со намера? Не е укинување на македонскиот, легитимирање на двојазична Македонија. Така е. Тоа ли беше таа повторно твоја Северна Македонија? Нели они повторно твоја Северна двојазична Македонија? Направивте државата двојазична со ДУИ-СД сама се продавачите кодошите трд парти реков ми рече, ама никогаш Талат Џафери не дал заклетва на албански јазик у собрание. За да ни даде така на убава мотивација, за целата. Ајде, баш сакам да видам како го фали, тоа е многу вака неочекувано, не. Сакам да се изненадам у емисија и да добиете. Кога сме на тема вреди како ваш коалиционен партнер, неколку пати или често пати јавноста знае да критикува дека мнозинството, односно вие како ВМРО-ДПМНЕ во власта сте прилично толерантни за одредени скандалозни однесувања, конкретно за председателот на собранието како втор човек. Видовме, бевме сведоци на тоа како реагираше и како критикуваше третиот коалиционен партнер, знам, во правец или контра начините на кои се однесува Гаши. Стабилна ли е внатре коалицијата? Ги толерирате ли или едноставно ги менаџирате и работите функционираат? Можете да речете дека е стабилно и дека се функционира во правец на извршна власт како што треба? Апсолутно искрено. Мислам тоа да немате дилема, нити јавноста да има дилема, работите се, би рекол, ултра стабилни. Но интересни се оние квалификации за однесувањето на вториот човек на државата и така натаму и така натаму. И сега да влеземе и ако го анализираме Африм Гаши и неговото функционирање како спикер во рамките на македонскиот парламент, јас ви гарантирам дека неговото однесување кон пратениците е за неколку класи подостоинствено во споредба со тоа што беше однесувањето на, условно кажано, неговиот претходник надвор од периодот на техничка влада, кога Талат Џафери беше технички председател на владата, а друг беше председател, односно спикер во македонскиот парламент. Класи. Јас ова ви го потпишувам и го гарантирам со сиот свој кредибилитет пред македонската јавност. Во рамките на неговото човечко однесување и почитување на различностите. Не зборувам сега за неговата стручност, бидејќи не сум експерт за работата на собранието, сум имал неколку неделно искуство таму како пратеник. Не можам сега да навлегувам јас во тоа. Но неговиот однос кон колегите, бидејќи тој е прв меѓу еднаквите, е планини поразлично. Идам, во емисија сум. Планини, класи, мислам, волку, мајка му дали го пофалил. Африм Гаши. Втор човек во државата. Со што ги заслужи овие пофални зборови, овој човек? Свадбата на Гаши. Свадбата веројатно кај што одеш. Абе, ја не можам да разберам. Можеби со на верскиот ритуал, џамија која го направи парламентот. Можеби со тоа. Можеби со пиштолите на аеродром. На аеродром? Да. Па нели виде како објаснува? Он бил таму да спречи поголема ескалација. Ке имало мртви, жртви. Миротворец. Да. Но никој не кажа што имало куферот на авиос. Јас знам. Ајде, знаеш? Чекам да ми ја донесат сликата. Ќе споделиме? Не. Не сега, зборам за Механичка направа. механичка. За задоволство. Озбилно. О, мај гад. Немој ти да го кршиш секуларизмот у редакцијата, не им помог. Да. Чекај бе малце, ама нели овие пише в коментар. Чекај, ова планини. Класи. Подобар класи. Ја чекам Ова се сликата. однесува на верскиот ритуал што го направи собранието џамија прв пат у 33 години независна Македонија. Мислам, ако смееме да го прашаме господинот професор, доктор, пријател, братучет, примариус и што све не, Мицковски, на тоа ли ритуалот
на десекуларизација на парламентот. Тоа ли му е вака карактеристика која што треба да се истакне? Брат, ја за Гаши не знам од кај да почнеме. Ајде да почнеме бисам... од првата идиотштина и првата, како да кажам, првото мочење во лицето на гласачите на ВМРО ДПМН. А зашо? А тоа е со давањето... Зашто у вториот дел пробуваш да бидеш културен, после тоа викаш мочење. Зашто не кажеш на Не пример? можам друга Зашто можеш уринирање можеш да кажеш. Има и нека ми синоними се тоа. Исто значи. Нека ми извинат гласачите на ВСМР. Да. Значи, да. Издегува Африм Гаши да даде заклетва. За прв пат во историја на независна Македонија, за прв пат во историја на Македонија, заклетвата во собранието председателот ја дава на друг јазик од македонскиот јазик. Добро. Значи укинување на македонскиот јазик? Не. Со намера? Не укинување на македонскиот, легитимирање на двојазична Македонија. Така е. Тоа ли беше таа повторно твоја Северна Македонија? Нели они повторно твоја Северна двојазична Македонија. Направивте државата двојазична со ДУИС да сама се продавачите кодошите трет парти реков ми рече, ама никогаш Тала Џафери не дал заклетва на албански јазик у собрание. Ама затоа Христијан Мицкоски на Гаши, за кој што вели дека е многу класан на Тала Џафери, вика Тала Гаши албански двојазичност е легитимирана. Значи, освен легитимирањето на Северна Македонија од страна на ВМРО ДПМН и тоа гласачко тело и тој дел од македонската све легитимирано и више. Он вика сега оп и двојазична Македонија. И двојазичност легитимирање. Ајде. Лапај си. Дополнително. Ама не ги боли ништо, ни такво да не ги боли тие што гласале за ВМРО, да знаеш. Најголемиот дел. Сакаш да кажеш дека веќе не се патриоти? Не брат, они гласа. И? Иде у штаб, еве го сликал, гласав, да. И чека. Местен се негде да ме вработиш нешто, ако може да се бутна во шумички уа. Договорче нешто на дело. Договорче да дело некој тендерче, тоа е. Чистење од жаци за 30.000 евра. Тоа е, брат. Тоа ли? Ете, тоа е. Ама не се 430.000 луѓе такви. И 380. Не. Пола. Пола е. Пола. И ја мислам дека Не, другата половина беше за инат за СДС, да знаеш. Да, и тие се другата половина беше за луѓето што го прават пресвртот на сите избори. И тоа дискутиравме секогаш дека за инат и инатот на глава ни доаѓа. Ама никако тоа да се разбере. Цркајте сега, така им викам јас со моите постои. Ние им рековме дека треба еднашка да направиме суштинска промена во држава, да направиме длаба креси, да гласаме за луѓе кои што досега не биле на власт во држава, односно политички партии кои што немале извршна власт, да им дадеме шанса стварно на нови луѓе, а не на едните исти. Ама тоа е. Поентата Боточна би вика, Мечка, може ли да погодам што има на сликата? Значи сликата е од рентгенот. Вика и многу е интересно. Дали има бормашина? Хилта, брат. Хилта има. Па сега не знаеме колку функции има. Може и брзина има поише. Така? Хилта сега зависи дали чука бетон, дали плочки, дали... Што имала, што немала, тоа кога ќе ја објави Мечката фотографијата, ќе ја дискутирам или нема да дискутирам. Нема што да се дискутира. Околу Гаши. Да. Гаши што направи следно? Не, ама чекај. Обезбедувањето. Не, ќе одиме до тоа, поред дојдеме. Поред идеме. Следно што направи. Сега ги води седниците на албански јазик. Да се подсетиме дека ВМРО ДПМН излегуваше на пресконференции, поднесуваше представки и така натаму, затоа што тврдеа дека дури и со новиот закон за двојазичност у Македонија, дури и со новиот деловник на собранието, спикерот на парламентот на Република Македонија не смее да ги води седниците на албански. Гаши продолжи тоа да прави. И мува не го лази, он е планини поголем од све друго. Така? Трето, со ред што беше верскиот обред у собранието, молењето на комеморацијата на настанот за Сребреница. Да. Тоа не беше единствен изолиран инцидент кој што беше прекршен секуларниот карактер на државата. Вториот момент беше кога се сретна со министерот за верски прашања на Саудиска Арабија. И Куран, му даде Куран. На таа средба доби подарок Куран, доби подарок, како се каже, една од тие книгите кои што не ги сметаат. Еве ви пуштив слика од илустрација на тоа што е сликано таму.
Значи ова е само чисто илустрација. Значи ова е илустрација, ова не е. За да не се мислат. Ова не е вечер, фактичката состојба. Да. Ова е илустрација на тоа што е најден. Надвор бил објект. Слушај, ќе ни фрли некој молотов коктел у студио, гледам ја. Имаме ПП апарат. Да ни фрлат машина. Па бога ми кој што се изгасени. Вториот момент, значи околу секуларноста беше како што кажавме со министерот за верски прашања на Саудиска Арабија и на таа средба присуствуваа представници на ИВАС. Дополнително проблем. Кога станува збор за секуларизмот. Ама он е планини поголем. Класи. Јас само да се умешам, ако може да видиме, ова е илустрација на оригиналната фотографија. Ова не е сликата која што е сликана на скенерот ова за да на не аеродром. држиме во неизвестност. Туку е илустрација од тоа што очекуваме да ни достават како доказ, дека стварно се случило. Пушти илустрацијата. Мечка се прави интересно, гледам ја. Мора да си правиме интересно, брат. Кога е трагично. Тоа е многу трагично држава. Ајде да видиме. Брат. Што ова пиштол? Нема пиштол на глава, ја да македонските полицајци звонат. Еве ова е фатено. Ова е илустрација од тоа што е фатено на Скопскиот аеродром. Имаше И таа слика што ја очекуваме е слична на ова. државата за кој? Ова е За Хилта. царството за Хилта. Малце непријатно. Африм трети Знаеш што? Лавовско. Орел, царски орел. Со двете деца била ваму таму, па било многу. Ама тоа нема врска, она може Потресно тоа за нив на аеродромот, па така соопштение. Па затоа Мицковски Па била излезе потресена. во одбрана и рече дека наредниот пат ќе ја придружува, веројатно знаел што носи во торбата, па наредниот пат ќе ја уред е за ослободување од стрес. Да, и затоа била толку И потресена. наредниот пат миска Ја ги био иде за да не биде физика, стресирана жената, мислам сега до како ти Може да Па спремиме може уште реакцијата на поише, Мицковски чекај како малку. рече дека Мечка, Ама значи ама вака, чекај, да се разбереме, ова не е реалната слика од аеродром, ова е илустрација. пошто Таа е- Мицко се понуди дека ќе помогне да нема стрес наредниот пат ќе ја придружува, јас се плашам дека уште поише ќе биде стрес. Па може и батерии ќе донесе. Резервни. Ја мислам На дека подарок. дека не разбра што сега ти кажам. Да, ама нема врска. Да, ќе разбере. Ќе биде разочарана, брат. Да, ќе Она биде. ќе очекува да, ама тоа. Ќе рече поарно нека ме претресуваат од колку Мицковски да ме претресуваат. Наташно на житице. Помини. Само врати ми ја побрзо. А стварно Не знаеме Едгар Присли детали. А стварно ќе било како на обрачун код ОК Корала да се испукаат за малце на аеродромот. Да бе да, па кажавме ние. Значи ние Да се прва подсетиме. Он го репетирал пиштолот, ама не го извадил. Ајде, не се мајка. забава, сега подјазни. Репетирал, Значи, вечерта- добронамерно репетирал за да спречи Вечерта, убиство. не, вечерта кога се случи тоа, кажавме ние дека има репетиран пиштол, Добро. ставен Да. вперен кон полицаец, од страна на обезбедувањето на Гаши. Они прво као негираа као она и после се испостави дека сме били управо, дека било точно. Мога да кажа дека имало репетиран пиштол, ама не бил вперен. Ајде мајката. Ние толку глупи сме да ви веруваме. Се он го извадил пиштолот, го репетирал и го вратил у појас. Ко прво И и пази, еден полицаец не става репетиран. они се Не бе може пуштија- вака позади грба Види се, ставил, ама сега што репетира. направи? Они знаат дека знае некој други Снимено е, информации. сликано е, видено Они е. знаат дека некои други имаат информации, кои што сме имали информација дека со репетиран пиштол им се закануеле на полицајците, знаеме и што имало на Во куферот. скенер. Не у ташна бил, не у куфер. У ташната лична. А ваквото Чекамо. тетовирање, а што има у коферот? Знае- Абе коферот е празен. Знаат Кофер, дека кофер знаеме празен. дека имаме доказ што имало у ташната на скенер. И сега што прават? Пиар сами пуштаат косовските медиуми, сами пуштаат шатровест, дали Вјоса Османи носела пиштол и пари и дрога. Да се сврти Да внимание. бе, демек натака, нема врска. Нема врска. Они ја пуштаат таа патка, демек е заради И ја ова. направија наркобос. Наркобос ја направија. Жената А остана. не е уживател. Мислам,